Експлицитно најавуваната програма Платформа 1198 од страна на ВМРО ДПМНЕ има амбициозна и развојна содржина, а целта е подинамичен и подобар економски развој, велат авторите. Прво на која авторите на оваа програма се фокусираат е воведување на ниски даноци, но и отварање терен за работа и трговија со криптовалути. Еден од клучните аспекти на Платформа 1198 е воведувањето на ниски даноци, со што Македонија би станала една од земјите со најмали даночни оптоварувања. Оваа мерка е наменета да ја зголеми конкурентноста на државата и да привлече странски инвестиции. Во сферата на дигиталната економија, Платформа 1198 предлага иницијативи за тргување со криптовалути, што би можело да го отвори пазарот за нови форми на инвестиции и да ја искористи предностите на блокчейн технологијата. Втор важен сегмент во оваа платформа е проектот Купи куќа за млади. Идеја која веќе има примена и во неколку балкански земји и која дава резултати. Младите на село. Типичен пример се Србија, но и Хрватска, каде многу села се спасени или оживеани. За младите парови кои ќе се преселат на село, ќе се изработи програма со која ќе овозможиме еднократна финансиска подршка за купување, градење или проширување на куќа. Платформата предвидува продажба на државно неизградено земјиште по повластена цена по квадратен метар, како и неколку бесплатни типови на проекти за изградба на куќа, со што дополнително би се намалеле трошоците на семејството. Со овие и други мерки, Платформа 1198 се стреми кон создавање на услови за економски раст, зголемување на платите и пензиите и обезбедување ред и правда за сите граѓани.